Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин. И во оваа емисија најмногу ќе зборуваме за она што е најактуелно во моментов, а тоа се протестите кои се случуваат ширум целата држава, но ќе зборуваме и за оние теми кои се поврзани директно со протестите, тоа е аболицијата, амнестијата, политичките случувања, преговорите и сето тоа што е поврзано со политичката криза. Почнуваме со едно интервју на Deutsche Welle на македонски јазик, направено со германскиот пратеник во Македонија, господинот Хайндел, кој дојде како директен представник на германското министерство за надворешни работи да посредува во македонската криза. Хайндел сега вели дека делумното повлекување на аболицијата од страна на председателот Иванов не е доволно и дека мора да се повлече целосно за да може специјалното јавно обвинителство нормално да продолжи со работа. Насловот на Deutsche Welle е: Хайндел: сите осомничени во прислушувањето мора да одговараат. Станува збор за имплементација на централните елементи на договорот од Пржино, но тука за жал има несогласување меѓу политичките актери и покрај тоа што тие го ставија својот подпис под овој договор. А она што го наведува овој договор е јасно. Оние кои се осомничени во врска со скандалот со прислушувањето треба кривично правно да бидат повикани на одговорност. Со таа цел партиите се согласија да се формира специјалното јавно обвинителство. СЈО треба без пречка и со целосна поддршка од македонските институции да може да ја извршува својата работа. Хайндел додава: априлската амнестија за политичарите од страна на председателот на државата, Ѓорѓе Иванов, ги подкопува овие напори и не е во согласно со договорот од Пржино. Затоа мора итно да се најде решение кое ќе овозможи кривичен прогон. Понатаму, мора да има нови фер и слободни избори според меѓународни стандарди и за тоа мора да бидат исполнети соодветни услови. Например, да се прочистат избирачките списоци, да се обезбеди независност и неутралност на медиумите и еднаков пристап за нив во сите политички сили. Тоа е тоа интервју на Deutsche Welle, а сега продолжуваме со Александар Даштевски, негова колумна која е насловена Сатира. Даштевски има очигледно сосема спротивно мислење од европратеникот Хайндел, па тој вели дека на почеток веднаш вели дека би се согласил со амбасадорот Чарлс Гарет, кој во еден настап порача дека политичкиот и општествениот живот во една држава се незамисливи без сатира. Па Даштевски вели дека за него сатира е: нема попластична манифестација на сарказам од срце парателните говори на Радмила Шекеринска пред малобројните граѓани во кои таа од петни жили се труди да ја предпостави лошата економска состојба на граѓаните под во наводници диктатура, истовремено заборавајќи на скапата јахта од едно беломорско пристаниште и деловниот простор кој си го издавала себе си, зашто си наплаќала позамашна свота на име на кирија. Да не говориме за бомбона бизнисот од Евана. За волја на вистината, дори и најсаркастичните репрезенти на она што некогаш беше СДСМ, олицетворени во ликовите на Данаило Фрчковски, Ордановски, веќе ја согледаа некадарноста и јаловоста на шарените револуционери, па прибегнаа кон автосарказмот, во кој единствено може да се пронедат сопствените заблуди за власт без избори и без поддршка на народот. Нивните последни колумни се најдобар доказ за тоа. Тоа го пишува Даштевски. А кога сме кај протестите и кај шарената револуција, еден од настаните кои најмногу привлече внимание минатата недела, тоа е постапката на Министерството за внатрешни работи, во кое е сопрен возачот на комбе кој учествува во шарената револуција. Тој е приведен во полициска станица и одземени се некои предмети од комбето. Ова предизвика големо внимание, но први да ја видиме веста која е пренесена од страна на Министерството. Еве го тој официјален билтен, насловот е: лишено од слобода лица од Скопје поради постоење основи за сомнение за сторено кривично дело, оштетување туги предмети.
Еве, тука има и илустрација што е запленато, се гледа дека тоа се бои. Се вели, бил лишен од слобода 47 годишен скопјанец кој управувал возило со скопски таблици и однесен во полициска станица Кисела Вода, поради основи на сомнение за кривично дело оштетување туги предмети. При преглед во возилото биле пронајдени и одземени 3 канти со дисперзиона боја од 5 литри, 2 канти со кафеава боја од 3 литри, 9 канти со боја од литар, 11 спреја во разни бои, 2 ваљака за фарбање поголем број на водени пиштоли, 2 импровизирани направи составени од пластични цеделки и гумени ластици во заграда катапулти. И за многумина ова соопштение од МВР во кое се вели дека е сопрен сторител на кривично дело и во кое е заплената комбе полно со боја и со спрејови, за многумина беше смешно, забавно, но и велат и трагикомично. Затоа има доста реакции, но има и една друга вест која се појави истовремено со оваа вест, а тоа е дека во Тетово се случило одземање од страна на МВР на огнено оружје, значи многу сериозно, но дека овој пат Министерството за внатрешни работи постапило сосема спротивно. Таа вест е дека телохранителот на Тачи бил уапсен со калашников, Чавков го ослободил. Ова е објавено на Плюс.инфо, а се пренесува порталот Мактел. Полицајецот веднаш го уапсил бодигардот на Тачи и го однел во полициска станица со се пушката. Минатата сабота, при рутинска проверка од страна на сообраќајен полицајец од СВР Тетово, во гепек на автомобил на лице од обезбедување на лидерот на ДПА Мендух Тачи е пронајдена автоматска пушка Калашников, пишува Мактел. Лицето немало дозвола за поседување на пушката, направено е кривично дело за тоа што следува казна затвор од 1 до 5 години. Според информациите на порталот, полицајецот веднаш го уапсил бодигардот на Тачи и го однел во полициска станица со се пушката. Таму бил шокиран, по наредба на министерот Чавков лицето било ослободено. Тоа го пишува Плюс.инфо и го пренесува порталот Мактел. И еве веднаш коментари за ова, одиме на Facebook, таму е најинтересно за коментари, се разбира. Еден корисник пишува: Драган Дацко Додевски. Утре за протест понесете си калаш, пиштол, золја, кашикара или било што ќе најдете од огнено оружје. Само немојте да носите балони со боја, да не ве повикаат на информативен разговор. Тоа е дел од тие реакции, а Бранко Геровски вели дека последните постапки на полицијата кон страна на демонстрантите и кон страна на шарената револуција се провокации и дека на тоа не треба да се наседнува. Насловот на колумната на Геровски е внимание, ова се џандарски провокации. Полицијата на Митко Чавков изгледа не е решена со бруталност и со методи на застрашување да ја ослаби шарената револуција и да ја сведе на маргинален и безопасен перформанс на скопските улици, така како што ја замислуваше хунтата на Груевски на самиот почеток на протестите. Но погрешна била проценката на советниците на режимот. Шарената револуција денес несомнено е фактор за решавање на политичката криза. Не верувам дека ќе се преобрази во политичка партија, но таа сега несомнено е носител на битката против хунтата на Груевски. Сликите што допираат од Скопје во светските медиуми сведочат за едно ненасилно, креативно и допадливо сенародно движење на отпорот кое насекаде освојува симпатии. Затоа шарената револуција го ужаснува Чавков, затоа чаталот и бојата се унапредени во оружје, а градбите за кои сите светски медиуми изнапишаа подсмешливи коментари се прогласуваат за културно наследство. Се бара касус бели, рчка за радикална полициска акција против демонстрантите.
Тоа е колумната на Геровски, а сега продолжуваме со останатите содржини кои се во најголем дел поврзани со протестите. Одиме со една колумна на Златко Јакимовски. Насловот на неговата колумна вели: Бунтови, промени, што потоа. Општеството мора да биде посилно од државата. Ме импонира зголеменото ниво на реакција. Полека, но сигурно се оддалечуваме од она апатично општество на хейтери кои само кукаат и ништо не превземаат. Општество што беше слика и прилика за Македонија само 2 години претходно. На почетокот од овој процес ме прашуваа за мојот страв поради тоа што државата станала пресилна и секогаш одговарав дека сум исплашен поради тоа што општеството стана преслабо. Основата на моите стравови беше во нашето мирување во поглед на работите кои во голема мера не беа во ред, како на пример константниот демократски дефицит на представничките органи, интенцијата на извршната власт за превласт во однос на останатите две власти, недиференцирање на партијата од државата, избрзаните реформи, нетранспарентноста на расходната страна на јавните финансии, незадоволителниот степен на медиумските слободи и така натаму. Денес ме радува фактот што кај граѓанството имаме општа согласност дека во Македонија мора да доживее крах еден цел историско-културен образец кој е патријархален, епски, анахрон, ксенофобичен, слеп и глув за другиот и времето во кое што живее. Тоа е колумната на Златко Јакимовски. Продолжуваме со колумна на професорката Тања Каракамишева, која има очигледно сосема спротивно мислење од Златко Јакимовски и која сега пишува за една изјава на доскорешниот посредник во преговорите Питер Ван Хауте, кој кажа дека сите оние кои го подкопуваат Пршинскиот договор и за кои се знае дека учествуваат во уништувањето на демократијата мора да се изолираат. Сега Каракамишева пишува: Пародијата на Ван Хојте Шарениот. Еве, ова е поголема колумна, ќе видиме еден дел. Ама не е баш така. Нивната цена што допрва ќе ја платат е навистина многу голема. Националниот срам што сами си го изрежаа по ликот нема да може да го тргнат со ништо. Маските што испопаѓаа на земја со од нивните лица исто така нема да може да ги вратат назад. Тоа се нивните вистински лица. И конечно сите си ги ставија во својот ред. Сите се приклонија таму каде што природно припаѓаат. Знаете, казните за сторениот бербатлук се мали, би рекла символични, но кризата која ја минуваме сите полека но сигурно разјасни многу прашања, затвори многу дилеми, реши многу лични и колективни загадки кои за жал не можеа на ниту еден друг начин да бидат видени и прочитани, освен на овој. Македонија истрпи и ќе трпи уште многу неправди, но од друга страна тргна многу наши и туги прашалници околу тоа кои сме и какви сме во суштина ние македонците. Империалистичкото сценарио нема да успее. Тоа го пишува Тања Каракамишева, која пишува за срамови образи и така натаму. А изминатата недела имаше уште еден настан кој го привлече вниманието во јавноста. Тоа е говорот на претседателот Иванов во Сарајево, каде што претседателот прими награда во Босна и Херцеговина, но при тоа кажа и некои работи кои предизвика огромно внимание во Босна и Херцеговина, но потоа и во регионот и во светот, а се разбира одек од тие изјави има и во Македонија. Една од нив е дека западните сили, дека НАТО, Европската унија сакаат на Македонија да изземат дел од незините вредности, меѓу кои е и ајварот, а исто така претседателот Иванов кажа едно негово размислување кое се однесува на Исус и на Мухамед. За ова има многу реакции, ќе видиме дел од нив.
Еве, Борис Георгиевски во Дојче Веле пишува: Иванов повторно се посрамоти. Последниве месеци се чини концентрацијата на Иванов полека попушта, а неговите гафови стануваат проблематични од повеќе аспекти. Од интервјуто за германски Билд во март годинава, Иванов од позиција на шеф на државата директно ја конфронтира Македонија со држави и институции кон кои барем формално се стремат и тој и владата која ја поддржува. Никој не сака. Днес ние сме ништо, Европската Унија 25 години не лаже и манипулира, грмеше лутиот председател во интервјуто за водечкиот европски таблоид. Од тогаш Иванов е под огромен притисок. Неговата аболиција предизвикува жестоки протести во земјата, а самиот председател е редовно прозиван и отворено критикуван од Европската Унија, Соединетите Американски држави, Германија. Само тој знае под каков притисок е и од раководството на ВМРО-ДПМНЕ кој го постави на функцијата. Сето тоа остава видлива трага врз Иванов. Некои политички партии и критичари веќе отворено ја доведуваат во прашање и неговата деловна способност. Тоа го пишува Борис Георгиевски. Професорот Ѓорги Спасов на Facebook на истава тема вели: како што проникливо забележа еден твитерџија деновиве, апропо неговата амнестија, проблемот не е во тоа што Исус или Мухамед денес би биле убиени во Македонија, туку што председателот веројатно би ги помилувал нивните убици. Како што вели самиот Иванов денес, не е неопходна сила, туку ум. Време е за умна одлука или од него, или од собранието. Ајварот секако не го даваме, но Иванов... Тоа го пишува професорот Спасов. Милан Банов во Нова Македонија со инвентивен наслов вели: бесплодно тресење зелени. По сиот овој галијаматас, или ако повеќе сакате, се знаечко незнаење. Оцената за човекот напросто станува единствена. Си имате работа со некој кому и покрај силната желба да се прикаже умен, духовит и свеж во исказот, никако не му успева да побегне од проклетството на следната мера и скудните знаења. Изгоре на тоа станува збор не за гафови во низа, ами за човек гаф. Отука не мокни да влијаете врз нештата, а и зашто би го правеле тоа кога напорот би бил неуспешен, едноставно го губите интересот за човекот, за неговите вербални деликти и го оставате сам со својот товар. Но кога тој човек ќе ве озве на името и презимето Ѓорѓе Иванов, поуште ве обременило осознанието дека тера втор мандат како председател на Република Македонија, работите добиваат сосема друга насока и димензија. Вам, просто кажано, ви е срам, што тој е вашиот репрезент тука и во светот, односно неговиот станува и ваш срам. Тоа го пишува Милан Банов. Слободанка Јовановска, долгогодишен новинар која следи надворешната политика на истата тема. Незиниот наслов е едноставен: гафовите на Иванов. Иако првото прашање што се наметнува е: има ли Исус некој кој му пишува говори на председателот за да не импровизира пред светот? Главна причина сепак не се гафовите што му се повторуваат во континуитет, туку обидите преку нив да ја сокрие дискутабилната политика што ја води откако е на функцијата. Иако од секогаш действувал како председател со кого се управувал оддалеку, како во куклен театар, по серијалот неиздржани одлуки околу аболицијата, Иванов забрзано го губи тлото под нозете. Неговото председателствување е серијал на прозирни популистички настапи со кои го правда големото ништо што го остава за себе како државник, ако не се смета штетата што овие години и ја направи на Македонија. Освен што 2 мандата бара секакви некакви изговори за неуспесите, од поодамна не ни избира каде ги наоѓа.
па кажува нешта што не би ги кажал сериозен политичар и се повеќе наликува на шоумен кој ја сгрешил професијата. А сатирично-комичниот портал Коза Ностра се чини како да ја прочитал колумната на Јовановска, па напиша една сатирична паравест која се однесува на председателот Иванов. Коза Ностра претходно напиша дека председателот Иванов добил награда за стендап комичар на годината на Балканот и сега следната вест е фотовест. Огромен интерес за вечерашниот настап на Хорхе во Софија. Тука има илустрација. Огромен интерес кај жителите на Софија по повод вечерашното гостување на Ѓорѓе Иванов на самитот на процесот на соработка на Југоисточна Европа, што ќе се одржи во Софија. Ваквиот голем интерес следува од како Иванов ја доби наградата за најдобар стендап комичар во регионот. Емисијата ја продолжуваме со останатите колумни, со останатите настани. Еден од нив е инцидентот кој се случи при судењето за диво населје, каде што адвокатите и новинарите не беа пуштени да влезат во салата каде што требаше да се одржи процесот. Да го видиме тоа од страна на порталот Сведок. Насловот е "Правда на македонски начин" или "Кога на деца ќе им дадеш играчка да водат суд". Одлуката да не влезат адвокатите и новинарите на судење за диво населје е само врв на правниот идиотизам кој го практикуваат председателите на двата најголеми судови, Скопска единица и Врховниот суд, каде што судскиот совет зглуми дека не е одавде, а владата која не е и е работа прави упад и отсуството прави циркус. Во овој момент Владимир Панчевски е владен миленик поради одлуките за минирање на постапките на специјалното јавно обвинителство на секој чекор, но Неделкова не се дава така лесно. Резултат од играчката што им ја дава владеачката партија на своите пулени да се играат водење судови е поразителен и срамен. Судењето се одлака, адвокатите дремат пред судските врати и никој не кажува кој ќе ги сноси трошоците за десетиците полицајци ангажирани како обезбедување, за носење на обвинетите и другите трошоци, за непочитување на правата на обвинетите и примена на Законот за кривична постапка, воопшто и да не стане збор. Тоа е тој напис на порталот Сведок. Арсем Зеколи, аналитичар, сега пишува за односите помеѓу Истокот и Западот и водењето на модерната политика. Колумната на Зеколи е насловена "Лимитатори, имитатори и идеологизација на демократијата". Значи, тоа е една поширока политичко-филозофска колумна. Ќе прочитаме еден дел кој се однесува на Македонија. Оттаму, нашето чувство на гушење, на немање воздух со две раце околу вратот, нашите барања за демократија не наидуваат на одзив бидејќи бараме нешто што двете страни го имаат отфрлено како утопистички систем и сведено на нова идеолошка линија на раздвојување меѓу западната и источната демократија, во кој геополитичките одредници ги субституираа задушените демократски определби. Груевски и Ахмети секако не се првите кои имаат насетена таа нова линија на поделба, но се првите меѓу нас кои умесно ја имаат искористено во политиката на мисли Исток зборувај Запад, популарната мисла за нивната наклонетост кон источните инструменти на деспотизам поради некакви влијанија од Москва, Анкара и Зимбабве се убави четива за тоалетни филозофии. Но реалноста потврдува дека нашиот пат кон источната демократија е поплочен со бриселски лаги, берлински кредити и вашингтонско полициско-криминални добри намери, се под плаштот на спасување на западната јудео-христијанска цивилизација, вредности и рестото од пропагандната белетристика на западните тенкови. Значи, тоа е колумната на Арсем Зеколи, која секако вреди да се прочита.
А Владимир Голубовски од ВМРО Демократска партија има свој предлог за излез од политичката криза. Тој вели дека на Македонија не е потребна техничка, туку влада на договорена постизборна коалиција во која би влегле сите партии најголемите партии кои би освоиле гласови на изборите. Ова е колумната на Голубовски. Владата, во која партиципацијата на секоја од 4 политички партии оделно ќе се одреди преку изборниот резултат на следните избори и која ќе биде одраз на политичката волја на граѓаните и затоа нема да биде октруирана, туку легитимна. Премиерот ќе го предложи партијата со најголем број освоени пратенички мандати, а неговата евентуална интервенција во оделни ресори да биде прецизно лимитирана со претходен договор. Владата да има целосен мандат без можност за предвремени парламентарни избори. Во договорот да биде јасно и недвосмислено прецизирани ограничувањата во низината работа за време на целиот мандат, дека и покрај уставните ограничувања таа не може да преговара и да покренува каква било иницијатива во врска со спорот за името со јужниот сосед, ниту иницијативи за промена на моделот на политичкиот систем, како и за унитарноста на државата, ниту да го толкува рамковниот договор и со тоа да изведува наводни дополнителни обврски кон албанското малцинство. Тоа го пишува Владимир Голубовски. Ерол Ризаов пишува за уште еден настан, тоа е изградбата на така наречената рајска градина во скопската населба Аеродром. Сега Ризаов вели: рајот е во барок. Кој ќе ги преживее наредните 2-3 години колку што ќе трае изградбата на рајската градина, ќе може да се купи уште прежива влезница за рајот. Билетите се продаваат на касата на ВМРО ДПМН, а членовите на демохристијаните имаат специјален попус со гратис златен клуч од рајските порти со гравирани иницијали на владетелот крунисан од Бога. А таму за тие рајски капи, што да ви кажам, како во приказните за царевите и кралевите, принцовите и принцезите. На сите страни саде убавени. Десетици хектари од ново лисиче ќе бидат заградени со бедем, за добро да се знае до каде е пеколот, а од каде почнува рајот. Тоа е таа иронична колумна на Ерол Ризаов, рајот е во барок, и емисијата ќе ја завршиме со колумна на Менче Атанасова Точи, новинар кој долги години, децении го следи здравствениот систем, сега пишува за недостатокот на инсулин, кој се разбира Министерството за здравство не го признава. Точи вели како да се преживее кога државата штеди на инсулини. Македонија пак ги остави своите чеда без инсулин. Повторно пукаш по најранливите. Веќе 2 недели нема инсулин во повеќе градови во внатрешноста. 1460 боцкања во годината за секој човек со дијабетес за да остане жив, а инсулини нема. Па како да се преживее? Страшно е за сите луѓе со дијабетес кои се на инсулин, но зошто ги држиш на ниша најмалите, децата кои се зависни од инсулин? Тие не знаат дека доколку родителот не се снајде некако и не донесе дома барем едно пенкало за утрешниот ден, еден детски живот може да згасне. А родителите само тие се знаат како име. 10 годишната Франческа од Штип веќе 2 години е на инсулин. Таа оди во 3-то одделение и 4 пати на ден се боцка со инсулин. Но во Штип повторно нема инсулини и тоа трае веќе 2 недели. Незината мајка Билјана Атанасова вели дека успеала да обезбеди само едно пенкало на заем. Некој ветел дека по автобус ќе прати уште едно од друг град. Замислете се праќа инсулин по автобус без фрижидер по горештините. И со оваа вест на Менче Атанасова Точи ќе ја завршиме оваа трета порта. Емисијата гледајте секоја среда во 19 часот и 15 минути. Се разбира, следете го нашето мото дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика. До тогаш останете и со програмата на 24 вести.